Добро вечер, граѓани на град Штип. Ова е можност да се представиме на штипската јавност, бидејќи во самиот видеозапис и онака обесправени со медиумите, сепак ова оди на интернет мрежите и пошироко. Значи тоа е нашата борба, малку да кажем во полуилегала, бидејќи знаеме со кои си имаме работа. Ова морам да го спомнам пред вас сега. Ова е почеток на кампањата во неколку урбани заедници, а тоа дека ВМРО Народна партија од 2004 година па наваму е расадник на кадри како на локално, така и на републичко ниво. Во Штип е истата приказна и сега гледаме начело во ДПМН се кадри пред се на ВМРО Народна партија, па таму има од Демократска алтернатива, па од СДСМ, па социјалисти, либерали, со еден збор ВМРО ДПМН стана контейнер партија. Немајки своји кадри, прибираат се живо и трупаат кај себе. Таквите партии немаат никаква перспектива. Тоа ќе се види веќе на овие локални избори и кога ќе го доживеат поразот, ќе се распаднат како кула од карти. Уште еден податок кој овие денови предизвикува подсмев, велат за разлика од лани имало 40.000 помалку невработени во Македонија. Човек да плаче или да се смее, па ќе има таков приказ, но повеќе од 40.000 млади луѓе отидоа да тражат спас по белиот свет. Ваква демографска катастрофа се нема случајно и кога сме биле под туѓо робство. Има еден виц што кружи овие денови, вели младите, најдобро каде овие денови би се чувствувале, а тоа е во Скопје и во Охрид. Зошто? Затоа што најчесто се посетени аеродромите, односно ривното заминување преку аеродромите со авионите по белиот свет. Велат да има аеродроми во Битола и во тука Сушево што го предвидеа. Сигурно ќе имаше наплив на млади луѓе кои ќе стражеа место да бегат по белиот свет. Значи, една демографска катастрофа која, за жал, ги тишти младите. Малку за локалните избори. Гледаме спот за Штип што се врти овие денови, а тоа е дека изграделе фабрика Джонсон Контрол и тоа било нивна заслуга. А бевме сведоци на тоа дека не само советниците од ДПМН, туку и ние како советници од коалицијата гласавме за тоа да се отвори фабрика, тама работа за нови вработувања, но Гуштеров во едно излагање на локалните телевизии го направи пуздер се уште Зоран Чоалексов, градоначалникот, затоа што тој проба да го партизира ова и сега овие пак новие спотови партизираат нешто што не е нивна заслуга и со такви спотови тие всушност сакат да представат на македонскиот граѓанин еден имагинарен или виртуелен свет кој само тие го разбираат дека се прават фабрики, дека се случува нешто во нашата држава, а тоа само го гледаме на нивните спотови. Значи, може да заклучиме, секој обичен граѓанин веќе заклучува дека само рекламата нивна е трошење немилосрдно пари од секој граѓанин и тоа само рекламирање кое за жал ние сите треба да го платиме. Но може да заклучиме на работа од сето ова дека тие сепак што прават такви нападни спотови. Јас мислам, а сигурно и вие мислите, а и обичниот граѓани, дека тие сепак се плашат. Се плашат од пораз. И тој пораз, го очекуваме на овие локални избори. Така и Милошевиќ владееше во Србија, имаше популарност од 64%, но на крајот тоталитарноста во услови на демократија така завршува како што заврши во соседна Србија, а така ги заврши и ова тоталитарност во Македонија. Значи, овие локални избори се еден вид референдум кој ќе овозможи понатаму да одиме во
една нормална демократија, односно победа на следните парламентарни избори кои ќе бидат инициирани од овие локални избори. И се надевам дека еден глас повеќе минимум или една убедлива победа на локалните избори ќе биде пат на овој тоталитарен режим. Пораката до Груевски, до сите следбеници да си ги чукнат главите се поскоро и поскоро, додека ова време во тоа што го живееме нормално, да не дојде до немили работи, односно тој нивни квази национализам да не создаде немили ситуации во нашата држава, што нормално никој не го посакува, па камоли земја која сака да се интегрира во Европската унија и во НАТО како што е нашата земја.